Добар ден, почитувани гледачи. Знаете, моето име е Катерина Стеновска-Десковска, а вие во следните минути ќе го гледате најновото издание на емисијата Нешто плюс со Кате. Нашата екипа излезе во главниот град во Скопје. Се наоѓаме во центарот пред еден убав ресторан. Го очекуваме гостинот домаќин. За кого станува збор, ќе видите во следните неколку минути. И крвта кога вие, кој може да не скрие, по договор сме ние, со младоста, а крвта кога вие, со ноги не се свие. Почитувани гледачи, видовте од тоа кој ме пречека, значи станува збор за нашиот гостин домаќин Љупчо Ангел. Добро утро му велиме. Добро утро. Рано утрово дојде прв на зборното место да се пречекаме, нели? Тогаш. Јас се шегувам кога успеа и фризура да направиш. Таа е професионална деформација. Така, меѓутоа малку и мајка природа се вмешала, нели? Најмногу. Кога те видов јас, вака си реков, леле, јас да имам ваква убава коса. Секоја девојка или жена би посакала, искрено. И јас знам да се нашегувам на апропо тоа што го кажа, да бев женска. Така. Ќе бев многу убава. Демек. Така. Така, се наоѓаме во убав амбиент, каде што често доаѓаш ти? Така, да, во овој ресторан Рагуза доаѓам често и со друштво и со моето семејство, така да пријатно се чувствувам како дома, зашто сум близок и со сопственикот на ресторанот и така. Како дома не сме кај тебе дома, затоа што твоите дома пак не се дома. Не се дома затоа што така ти не покани до душа, кажа, ако имаме можности, меѓутоа еве тоа го оставивме таа покана некаде за лет, за потопло кога ќе биде. Така, па ќе одиме и до Преспанското езеро, ќе го посетиме, има и убави работи таму да се видат. Така. А каде си роден? Јас сум роден во Битола. Од Ресен, значи ме. А потеклото ете така? Да, иначе сум така ресенчанец, што јас се гордам со тоа, како и секој од. Се го љубам моето место. И убаво е, Кате, нели? Езерото е тука, па уште едно езеро, ете го за малку Охрид и така натаму. Да. Кога си роден? Јас сум роден 55-та година, 955-та година. Така, датум? Значи, јас сум девица цел живот, 30 август. Со Мајкл Джексон сум близко тука, ама мене многу ми значи во животот што сум близко со Богородица. Богородица е, нели, 28-29 и јас ете тука, оп. Так, на сите верници. Така. Мил празник. Родителите се викаат? Родителите се викаат Сретен, кого веќе го нема од подамна. Така, и мајката? И мајката Вера. Значи, јас во моето семејство интересно е што се имам од она вера, љубов и нада. Тука се во тоа семејство имињата некако поврзани, не знам дали е тоа случајно или не, ако е случајно уште поубаво. Меѓутоа еве, татко Сретен, Среќа, мајка Вера, Вера, сопруга Вера, Верица, дупла Вера, син Сретен на таткото мој, дупла Среќа, и сега кој доаѓа, јас, Љупчо Љубов. Да, Љупчо Љубов, навистина. И има една женска што се вика Нада. Да, и значи тука сме на купче собрани. Така едно семејство кое знае да пее, да се расположи. Нашата и семејна атмосфера е секоја со песна. Како што се гледа и овде ќе запееме. Што би правеле ние? Задолжително. Твојата мајка е жива, живее во? Да, во Ресен живее со мојот син, со мојата снајка, Тања. И внучињата? И тие двете бисерчиња се таму. Така, како се викаат внучињата? Симона има 3,5 години, накај 4. А тој малиот се вика, погоди, Кате, како се вика синот на мојот син? Љупчо. Така е, Кате, така е, да. Значи, твојот син се вика по името на татко ти? И таа е наша една традиција која што секако ќе се пренесува од колено на колено. Се надевам се, ама овие чудни времиња може да донесат и некој. А Симона се вика Симона затоа што и бабата е Вера, и прабабата е Вера. Не можев јас и керката е крстив Бојана, заради тоа што ќе ја претеравме. Тоа беше прашањето, керката се вика Бојана, а керката не е мажена, колку години има? Мажена, таа е 26-7 години. Да, со што се занимава?
Таа се занимава, таа бизнис менеджмент има завршено. Иначе моите деца се растени, како што знаеш и ти, во Данска, долги години. И од таму најголемото богатство на моите две деца е што зборуваат по 5-6 јазици. Во брак со Верица Ристовска? Сега, што ме тераш да броја 30, од кај знаеш кате дека 30? Информации добив, да, веќе 31. Така, убава бројка да се издржи заедно. Да, благодарам. И ви посакувам уште најмалку толку. И тебе ти посакуваме ние истото, и на сите, еве и на екипата што е тука. Така и на гледачите на македонската телевизија. И на целиот наш македонски народ да се срекни, да се убави, да се расположени. Гледачите на македонската телевизија, еве, често те гледаат, значи се посетуваат на интересни нешта, одат репризи. Така, репризи одат од тоа погрешно време. Од погрешно време, интересен си таму многу, главен лик, нели? Пак имам некакви сладки проблеми по улица или на пазар, или кај што пазарам. Како ти се обраќаат батежилете, викате? Јас сум борд на батежиле. Секако треба така да ви, не? Се извинувам, јас не ви го знам името. Убаво погодивте, викам, батежиле. Исто и мене, нешто плюс ме викаат и јас се гордеам со тоа. Значи, луѓето гледаат, се интересираат, значи сме оставиле нешто назад, ете, така. Зад нас, така. Така да интересно е, сега се дава реприза, па нешто ме има и во народни приказни. Да, интересно. Па ме има и нешто читам во некој време на дождови се вика таа. Така, гласот, точно, гласот ме се ценува кога ќе ти го слушнам. Длабок, убав, препознат, леп и така. Како би се опишал себе си? Па јас се трудам да бидам салам човек. Така? Толку би кажал, да. Другото се чувствува, се гледа. Јас сум таа личност која се труди од малечко да биде свој на своето и јас сум борец во животот. Поврзан со фамилијата? Секогаш. Кажа љубов огромна кон внучињата? Сега све сум заборавил, значи. И децата мои, и Ристевска дури не буквално нормално. Да, меѓутоа. Туку сега со внучињата. Во прв план се тие. Така, кога споменавме семејството, јас цел живот од малечко викам дека е, не викам туку велам, дека е света работа семејството и тоа го почитувам дека многу во живот. Дека треба да се почитува. Многу го почитувам тоа. Ајде да им опишеме на гледачите како изгледа еден твој обичен ден. Кога стануваш? Станувам рано јас. Станувам рано. Обседнат сум цел мој живот со слушање на многу музика. Гитарата е секогаш до мене. Никога имам и проблеми и некои тешки мигови во животот. Ги забораваш? Гитарата е со мене таме. На тој начин? Ме лекува, што се вели и така натаму. Денот е тако, потоа кафе, не задолжително, него и пред миење во купатило, паро кафето, цигарчето и после... Така, кој го вари кафето, ти или Верица? Ба јас сум поделено ние тоа, нема значење. Така, нема значење, да, значи, кој стане прв? Да, секако. После си ги организирам програмите, како ми се слободното време, значи го користам исклучиво со музика, со слушање музика, читање на книги, и со убави работи, со убави нешто. Кој пазари, кој купува, кој подготвува дома, значи ти си домаќин. Јас сум главниот домаќин за организирање на пазарење. Одиш со список брака или? Па во последно време си запишувам, зашто сега сепак, нели? Брадава ми обеле, па морам да запишувам нешто. Така, меѓутоа не е на одмет. Не дека заборавам, него посигурен се. Посигурен човек е, зашто? Ристевска да ме врати после. Заборави граб да ме пазари, заборави компири, примери, така. Ќе си запишам. Зашто да повторуваш кога можеш од прва да поминеш, не? Така е запишано и сигурно и се на пазар уживање. Така, уживаш на... Прекрасна атмосфера, да. Ајде од кај мене батежиле пазари, ајде од кај мене. На кој пазарче често одиш? Па ние во Ново Лисиче живееме и најблиско ни е пазарчено на аеродром. Така. Ние ќе отидевме и таму, меѓутоа еве времето ладно и затоа решивме. Баба Марта, Баба Марта не изненади. Се налутила Баба Марта. Така ни се налутила. Точно. Значи пазарењето е моето, како што рековме. Точно, одиш дома. Готвењето го поделуваме, јас љубам зашто готвењето е врв во уметноста, би рекол. Така. Што знаеш најубаво да сготвиш? Јас селско месо знам најубаво. Така. Да, со сите тие тракатанци внатре, кромиче, пиперка, патлиџанче, лукче малку и така натаму. Од се помалку? Да. Кога ти завршува денот? Дали до доцна или? Не, нема некој термин дека до толку. Отворена програмата, значи, што би се рекло 24 часа, но има некој лимит на враќање дома. Да, на враќање. А да бидам искрен, ката и не ме вера веќе никој дома. Не? Не, само мълчињата. Да, едно време, кога си бил помлад, ти кажа, да? Што си правил наутро во 5 саат, 6 комшиите кога те сретнувале домаќин? Тоа е многу интересно, да, тоа е многу интересно. Јас се враќам подвадена од Мејана со друштво
заглавени и така натаму, ама пазарам долу продавничето, во влезот, пазарам лепче, јогурче, се што треба. И си одам дома. А нама во тоа време излегуваат соседите, одат на работа. И стана еден ден проблем, ми се жалат Мите, Славчо и така натаму, и каме, Лупчо, шо прави секој ден? Секој втор ден нека биде пазари со тоа кесите, со торбите. И пазарам, викам, зашто ти не пазариш? Па не, викам. Јас од Мејана се враќам по 2-3 дена и пазарам, викам. Веднаш да се вие што имате проблем, се шо да ви правилам таму? Пазарете и вие. Ти ни отсвериш нешто, нели? Како? Со задоволство. Со задоволство. Марике, Дилбер, Марике, тебе ми те млада остава, тебе ми те млада остава. Тешка од осум месеци, леле војната, мамо војната, војната 3 годишната, мамо војната, леле војната. Војната 3 годишната. Ние се враќаме со разговор, нели? Да. Продолжуваме. Секако. Уште некои интересни работи да им кажеме на гледачите за тебе, Се што нели? треба ќе им кажеме, да, повели кате. Твои мани. Мани, јас како што кажав, роден сум од тие 30 август, таа девица е многу педантна, многу е пребирлива и се ќе примети што не е во ред. Сака многу се да е наместено како што треба. Тако си дома? Јас сум уметник, некој цел живот кој е многу среден. Значи не е од оние, јас ги љубам и тие, ама јас не можам да бидам таков. Така. Значи таа е некоја како поголема мана. Дури зашто е ножот вака, туку вака. Да, и навистина. Па чашава вака. Кога се местевме ти се си намести. Така. Салфетата ја стави на правилно место. Така е природа, кате, кај мене е се природа. Значи и маните се од дедо Боже, се од дедо Боже. Така, а пороци? Пушиш цигари многу. Цигари, да, цигарија кафе пијам, така е, зависник од кафе. Друго не пијам. Воопшто не рече, од која година? Одавна, од 87-ма таму. Се заборавило од кога? Јас сум го испил пред Спанското езеро, ако е нешто значајно тоа. Ајде да кажеме колку испил. И еве се раѓа внучиња, ништо. Не. Па јас ако се напиев за внуците, требаше половина ресен да го запалам. Јас таков ми е темпераментот. Од радост се разбира. Значи кажавме мани, меѓутоа ајде и позитивни работи. Па добро, јас сум насмеан, стално ведар, што би се рекло, расположен. Јас мислам најубава таа од особините некој што Певи, кога ќе влезеш во бифето, често се сретнуваме во македонската телевизија, секогаш ти си насмеан, расположен. Така. И ти преоѓаат луѓе за муабет. Пак сум насмеан, така. Ти како почна со актерство? Јас тоа е многу интересна прика, ама тоа треба да направиме друга емисија, но во кратки црти. Ајде. Мене ми вели Лупчо Екимовски, мојот близок пријател, вашиот директор своевремено. Точно. И ќе одиш таму и таму понеделник, има снимање некакво. Ама ме мести сега и тој, познавајки ме. Точно. Дека јас ќе се снајдам и таму. И ова момче беше таму со камерава што е денеска тука. Така. Јас одам таму на президент некој кафич на Водно, а на вечерта викам, што ми рече овој човек? Нешто за Данска ќе ме прашуваат. Нека ме прашуваат. Еве како и сега. Ние не се спремавме нешто. Така е најубаво, да. И ја ќе одам, што нема гајде. Одам таму, гледам 3 камери. Од овие ламбиве 16 запалени, 30 луѓе, екипа, телевизија. Ај бела се, сега што правам? А морам да се снајдам, иначе губам. Ќе ме вратат во Данска. И прва клапа нешто со Илко Стефановски таму и така тоа случајно почна. Така? Значи, немав ни сценарио, ни дека ќе има серија од 40 или од 140 епизоди, не знам и така натаму. Ништо, појма нема. И така почна и така си терав јас со така. Тоа би било. Значи случајно влезе? Јас и во Данска случајно влегувам во таа уметничка комбинација нивна. Да, не знаев за тоа. Како што имавме ние на времето
Сдружение на естрадни уметници, тука, таму си има, ама кој работи како што рекол Господ. Точно. И сега таму се собрани од сите музичари, трубачи, дувачи, да ги наречем. Сите се тука, оперски пејачи, се на купче. Така. И сега тој еден директор што е таму, извават од време на време некој список, таму се читаме. Верица и Љупчо пишуваат, ќе одите во таа и таа болница, кај тие хендикепирани, или не знам, пример знам, или на бродот ќе има екскурзија на пензионери, таму ќе секој си знае кај настапува. И сега таму тие професионалци нема потреба од проба. Една се пробало и заврше приказката. И многу љубеа македонска песна да слушаат. Колку години бевте таму? И таму до 13 помина. Верица и 14, јас поранко малку се вратив да припремам. Така отидов сам во Данска да спремам теренот. Така. Па пак се вратив овде. Значи ти ништо не оставаш на случајност? Не, мора се да се знае. Значи те гледаме и во македонски приказни, меѓутоа ќе те гледаме и во турниме. Така, браво, само немој да ме турнеш. Не. Затоа што сме сепак овдека горе на балкон, ако ме турнеш. Јас те потурнав кога те пречекав овде малу и сега секој види како што треба. Така. Да, нова серија ќе снимаме од, да не кажувам бројка сега и не откривам многу работи. Така, меѓутоа малку. Можам да кажам дека ќе се Тоа е една од причините, за која што точно. Сакаме да ги подсетиме гледачите на тебе и на случување по македонската телевизија. Така, значи ќе турниме да кинисам, ќе се вика, сценаристот е истиот, тој долнодупенец, Владо Зипац го викаме ние, Владо Диневски, и ќе биде многу интересно, јас се надевам, затоа што екипата е многу добро избрана, ние сме едно семејство со еден син, татко и мајка и син, кој не е женет, 28-9 години, и му е гајле за се во животот. Мама го гали туште како бебе. Каде се гледаш ти до следното наше гледање? Па, ја ќе се нашегувам, јас љубам многу да се шегувам во животот, ќе биде тешко да ме добиеш следниот пат. Така? Добро. Шега. Ако. Секогаш кој ќе ти треба, јас сум тука. Така. Значи се гледаш во актерството повеќе? Во уметноста, пиле мој. Во уметноста. Јас сум цел живот во уметноста, имам некои политики студирано и завршувано и така натаму, но меѓутоа не проработа. Понастрана од тоа, зашто овде е убавината. Уметнички души. А гитарата од каде? Кој те научи или сам? Од Дедо Боже, се е кај мене Дедо Боже. Значи сум студирал нешто сосема трето, сум сакал да бидам од тие новинари како да пронаоѓам, да испитувам. Така, истражуваш. И така видов дека нема фајде од сето тоа истражување, дека ќе заборавам гитарата, да не се изразам поинаку. Така да, со гитарата цел живот. Моите родители биле од средно семејство, на почетокот и сиромашно, може да се каже, работничко. Не можеле многу да ме форсираат во тој правец, но јас сум бил тој типот кој си купил многу инструменти во животот. Јас од многу малечко почнав и да свирам. Јас како малечко свирев и со распеани весенчани. Па колку сум научил од нив кате. Катерина, да знае со тие убави луѓе, и сега нема веќе никој од таа генерација на распеани весенчани. Уште едно човече кој беше помладо генерацијски, еве јас сум жив. Имате домашна слава? Да. Знаеш која? Не. Господово сретение. Кај што се сретнале. Татко сретен, син сретен, господово сретение. И Вера, Нада и Љуба тука нормално, на купче, гитарата тука и што да ти кажам. Ќе ве поканам еден ден да присуствувате на таква. Или ќе измислиме некоја слава за да се провеселиме, што би се рекло и така. Зашто да не? Да, и да се дружиме и со твојата сопруга, нели? Секако. Тоа е башка институција, пиле мој. Така. Таа ми е сопруга, јас се гордеам со неа. Меѓутоа башка. Ми е многу како што треба и така натаму, со моите мами се разбира, но тоа е друга комбинација. Тоа правете што сакате. Така, Љупчо, ти благодарам за дружбата денешна. Јас благодарам. Мислам дека на нашите гледачи им откривме многу работи за тебе. И јас открив, дознав некои работи што не сум знаела, нели, а секако и нашите гледачи. Искрени сме во целата комбинација, така да се е вистина. И јас вам ви благодарам многу што така, јас ја одјавам емисијата, а за сосема за крај ќе те оставам уште малку, нели, нешто. Така како што треба. Значи, почитувани гледачи, поздрав до сите вас, каде и да сте, и секако останете со програмата на Македонската телевизија и гледајте емисијата Нешто плюс со Кате. Сосема за крај, Љупчо Ангелов. Повели. Кога Јана побегнала, битова се
rasprakala. Aj bre vie Bitolčani, otvorajte dukjanite, che vi dojdat Resenčani, Resenčani pazarđi.